Пријатели, добар ден и добродојдовте во уште едно издание и рубрика Прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам како и секогаш на вашите прашања и за оние кои што сакате да поставите прашање и да му даваме одговор тука, односно да пребарам можеби вистината за мито, дилемата или се што вас ве мачи поврзано со здрав и активен начин на живот. Може да го направите истото користејќи го хаштагот #Јосиф на социјални мрежи, може да ме најдете мене на моите лични профили, во инбокс да ме прашате, дали е тоа на Facebook, дали е тоа на Instagram како Коуч Јосиф, а истото може да го направите и на телефонските броеви на телевизија Телма. Цветковска со долна црта 98 која што прашува дали калорискиот дефицит е пресуден за слабење на масното ткиво. Дефинитивно Цветковска не е пресуден, затоа што напротив, да, многу луѓе прават и се хранат со калориски дефицит кога се уплашени во борбата со килограмите и кога се обидуваат да слабеат, но едно од работите кои што го прави тој јојо ефект и кои што прави креирање и чување на мастите е баш калорискиот дефицит, од причина што телото како функционира и е многу совршена машина во суштина, а тоа значи дека доколку ти не внесуваш доволно гориво во твоето тело секогаш ќе има тенденција на одбрана, а тоа значи дека ќе ги чува мастите и салото како резерва на енергија. И секој момент кога ти ќе внесуваш повторно назад доволно калории како што тоа си го правела можеби порано, секогаш ќе гледа барем во првите 21 до 30 дена да складира што повеќе назад, за да се обезбеди од црни денови, така кажано народски, а тоа во превод значи дека ќе имаш многу брз јојо ефект. Така да калорискиот дефицит дефинитивно не треба да ти биде единствена стратегија за топење масти. Топењето на масти се случува кога има доволно нутритивна вредност во телото, кога не внесуваш вишок калории и лоши калории и кога имаш вежбање кои што подразбираат игри со пулсот. А тоа значи кога твојот пулс ќе работи некаде можеби над 120, 130, 140, од куца и во минута, тоа значи дека ќе ги користи мастите како извор на енергија. И најдобрата стратегија за слабење е да не се здебелиш. Така да недебелењето и начин на живот кој што нема да ти придонесе создавање на масти ти е дефинитивно најдобра стратегија за да не доаѓаш до овакви дилеми, прашања и борби кои што многу од луѓето за жал се соочуваат.